Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е 71-то издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија посветена за квалитетни и актуелни ТВ серии. А денес ќе ви говорам за две забавни ТВ серии кои има за цел да ги пресликаат настаните од реалноста низ призмата на играниот формат во малиот екран, но за тоа што едната го овековечува најмувањето на убиец за да ја ликвидира својата непријателка на екстравагантниот собственик на екзотични животни, а другата е за крадењето и објавувањето на домашната видеоснимка, кај што интимата на славниот музичар и актерката од Бејвош ќе биде достапна за секој љубопитен гледач. И двата случаи се исполнети со контроверза, која го поводи интересот на аудиториумот за овие невообичаени карикатури од луѓе кои на најдобар начин ја пресликуваат Америка од денешницата и демонстрираат дека во оваа држава славата е најпосакуваниот дострел, по можност дури по секоја цена. Стана збор за Joe vs. Carol и за Pam and Tommy, за кои што ќе биде посветена оваа емисија. На почетокот на емисијата можевме да слушнеме две композиции на True Enemy, односно ги слушнавме My Own Fate и On The Verge. Двете композиции се на албумот Vultures. Станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Шпанија, како што можете да слушнете, доста агресивни, се движат помеѓу тие алтернативен метал поджанрови и подвидови, допираат и до стонер рок, допираат и до треш елементи имаше во последната композиција, така што еден моќен бенд за отворањето на ова издание. А во продолжение традиционално слушаме една композиција од Rage Against the Machine, ќе ја преслушаме Without a Face од Evil Empire, се надеж дека овој ковид кошмар во кој живееме денес ќе заврши, откако ќе ја преслушаме во целост повторно дискографијата на Rage Against the Machine. А доколку сакате да знаете зошто е најмен убиецот на Керол Бескин и зошто е украдена видеоснимката на Памела и Томи Ли, тогаш ви снема вистинската фреквенција која понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет, дајќи можности за догатнување на енимите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете вклучени. Започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103. Ова е 71-то издание на емисијата ТВ 103, во кое што ви говорам за Joe vs. Carol, која е американска лимитирана стриминг серија, создадена од страна на Итан Френкел од Shameless и Animal Kingdom за стриминг платформата Peacock. Peacock неколку пати ви имам напоменато дека свесно ги избегнувам од ова во оваа емисија, затоа што се еден од најмладите стриминг сервиси, кој е настана затоа што NBC Universal одлучија дека и националните телевизии убаво би било да се впуштат во трката на стримерите, ама да не ги прифатат ослободувањата од ограничувањата кои се наметнати за тоа колку може да се прикаже голотија и насилство во една серија, што е побива нели самата замисла на постоењето на стриминг сервисот во поим. Затоа ние има најмлитавата понуда од сите стримери и до сега сум посветил само две од овие 71 епизода на нив, и тоа за Доктор Death и One of Us is Lying. Комедиите им се очајни, последно што гледав од нив е Bel Air, што не е воопшто лошо мелодраматично прераскажување на доживувањето на Fresh Prince, и во најава им е Ангели, ако не се лажам, како серија. За да ги заобиколат луѓето од реалноста, NBC ги откупуваат правата за адаптирање на подкасти, така не само што поевтина е овој тип на адаптација, туку и избегнуваат да ги снесат одговорности за прикажувањето на самите лица, со оглед на тоа што тие се вадат дека се базираат на кажаното и шпекулираното за нив, за да може да ги употребат нивните имиња во серијата која што ја продуцираат. Тако беше случајот и со Доктор Дед, така е и тука.
Over My Dead Body е наслов на подкастот на Wondery, од кој ги откупуваат правата NBC, кој најпрви се викаше Joe Exotic Tiger King, пред да го преименуваат во називот на самата серија. Серијата брои една сезона од 8 епизоди, од 50 на минути, што значи дека за да ја изгледате во целост ќе ви бидат потребни 6,5 часа. Јас се преполовив и ја гледав 2 дена по 3, така што серијата беше објавена во целост на 3 март оваа година и може да си ја гледате како што милувате, како што ете јас си тоа например го направив заради тоа што не мора да ги чекате епизодите да се појавуваат недела за недела, ја имате во целост и може да си ја сечете како што сакате, дури може да изедете на екс ако сакате. Од вас зависи колкава доза на Joe Exotic ви е потребна во вашиот живот. А Joe Exotic претпоставам дека е име кое на сите ви е познато, посебно од како се појави документарната серија на Netflix и дополнителните документарни потвати кои ги вклучува овие субјекти, кои раководат со приватни зоолошки градини, кои чуваат тигри и останати екзотични животни во сад, меѓутоа Џо и луѓето како него прават атракција од можноста да се погали мало тигарче во своите раце, за потоа кога ќе порасне голем тигар од него да бара начин да се отстрани од бескорисното животно кое ќе мора да го храни со тоа прилично обилно со месо. А Керол Бескин има иницијатива да му го отежни работењето на оваа зоолошка градина со надеж дека ќе може да им обезбеди подобри услови на тигрите и нема да бидат предмет на експлоатација, што раѓа една војна помеѓу нив, односно помеѓу неа и него, која по снимањето на насилните видеа кон Баскин од страна на Џо ќе ескалира до тој степен што Џо ќе ангажира човек да ја убие, за што ќе биде осуден и ќе заглави до ден денес за решетки. Џон Камерон Мичел е соодветен избор под маска да го глуми Joe Exotic, кој јас моментот го знам како Хедвиг од Хедвиг and the Angry Inch и Енди Ворхол од ТВ серијата Винил, така што не му е прв пат да глуми ексцентрични ликови кои очигледно дека му се предизвик, а наспроти него ја имаме прилагата Кейт Маккинон за да биде Керол Бескин и секоја шармантниот Кайл Маклахлан да биде незиниот повлечен сопруг кој се презабавен пар од тие во споредба со тие од реалноста, а на екипата се приклучува и Вилијам Фихнер како замена за Денис Квейт, односно човекот кој што ќе го сними документарецот за Joe Exotic. Сосема е соодветен изборот на актерската екипа, но не лежи тука проблемот на серијата. Тој се крие во презаситеноста со овие луди субјекти, затоа што барем јас чувствувам дека е помината фамата која ја предизвика Netflix, односно и документарната серија која што се емитуваше таму, кај што се преповторува пред се во рамките на серијата во играниот облик, за да може да ги погледнеме блесавите подвизи на ликовите во друга форма и само толку. Значи, двете завојувани страни гледаме што би правеле во своите табори додека спремаат кампањи против непријателите, меѓутоа нема кој знае колку големи шекори во пристапот, ниту пак радикални решенија, кои лудиот приватен живот на Joe Exotic и тоа како го дозволува. Човекот е подвижна контроверза, кој не секогаш ќе ми биде синоним за малоумен американец, продукт не само на средината, туку и конкретно на американското општество, тој е Average Joe, што би рекле, ние што го викаме во Европа Everyman, на ваквите луѓе е заснувано пред се американското општество и требаше да ги прикажат и музичките видеоспотови на Џо, мислам, да се комплетира неговиот антиталенти во пеење, не само во говор пред камера. Така што Джастин Типинг и Натали Бейли ги режираат епизодите кои се снимени во Австралија и ако нешто вредеше, тоа е сцената во која што Фихнер се буди од приколката на Изгрейсонс и уште не раз не започнува да одекнува номер Мистер Nice Guy на Алис Купер. Барем за мене ова беше впечатливо реализирана сцена. Снимател на серијата е Џусо Лафлин, кој што максимално искористува австралијанската дивина да биде замена за мочуриштата на Оклахома, тексашките фарми, како и заливот во Флорида. Ваква серија не смее да задава удари исклучиво со ракавици, затоа што реалноста е пострашна од тоа што е прикажано во неа. Баш поради лимитирањата на Peacock, односно на NBC, но не требаше оваа серија да го има тој хендикеп според мене. Недораснати се да му
бидат каков и да е пандан на Netflix, тоа сите го знаеме, делува како вчерашна вест оваа серија, што не е толку голем проблем, се додека некој уме на впечатлив начин да ја реализира. Убаво е да се погледне како Керол се обседнува со Џо, не само тој со неа, затоа што со ова малоумно танго, за да се реализира, се потребни минимум двајца. Повторно ќе кажам, симпатизирање на нереализираниот Џо, кој нуди прибежиште секакви момци од Ќорсокак, што е така, во неговата недојдија и е доволно интригантен пристап за прикажување на овој лик, како и начинот на кој Керол е перципирана од околината, која што подеднакво е оддалечена од реалноста и не се откажува толку лесно од незините тигарски принтови на облеката која што ја поседува и ја има за избор. Џо ќе си одлежи 22 години во затвор, ќе излезе порано доколку се однесува подобро од колку што тоа го прави во надворешноста. Да се надевам дека најверојатно ќе биде тоа доволно време за да си го и најде својот бог, да си согледа како треба да се однесува во надворешниот свет, така што ако Керол мисли дека сега тој е луд, можете да замислите колку ќе биде огорчен кога ќе излезе од затвор. Па мислам дека ќе ја закопа Керол, само не знам каде ќе преферира, или до незиниот поранешен сопруг или до тигрите кои ги има убиено за да не ги храни. Тоа е единствената дилема која ќе ми остане неодгатната во овие американски лудори кои ни го подхранија сеирот во ковид пандемијата, барем да им се смееме на безумните појави кои се проминентни во американскиот југ. Нека се живи и здрави. Серијата ја препорачувам исклучиво за комплетистите, односно и тие што сакаат да се дружат малку повеќе од колку што треба со Џо и Керол. Доколку не ве интересира проекцијата на какви карактери би биле Џо и Керол, тогаш нема што да барате од ова шоу во кое, ќе повторам, тигрите се најпаметните ликови во серијата. Ако веќе морам да ја оценам, тогаш од мене има 7 од 10, баш поради незината и релевантност и репетитивност не е повисока ова оценка, па ајде и неинвентивност. Гледлива е, забавна е, меѓутоа не може да се издвои, барем не може да биде подобра дури ни од документарната серија, според мене, барем ги нема квалитетите и шокот него предизвикува кога што го прави самата документарна серија, без разлика на солидниот начин на кој што се разработени ликовите на хартија и како се доловени во оваа разврска која што ја воспоставуваат помеѓу себе. Слушаме најавата за Пем енд Томи и се враќаме да ви говорам за оваа серија. Пем енд Томи е биографски минисеријал создаден од страна на Роберт Сигел, кој е сценарист на филмот за The Onion, потоа The Wrestler на Аронофски и The Founder со Майкл Китон. Серијата е работена за стриминг сервисот Hulu, кој ми е можеби најомилениот стример, затоа што квалитетот го ставаат пред се на прво место над квантитетот, па затоа сум правил досега огромен број на епизоди се посветени од TV103 на овој стриминг сервис, Devs, Little Fires, Everywhere, Miss America, Monsterland, American Horror Stories, Nine Perfect Strangers, The Premise, Dopesick, Rami the Great. Стример кој во 2012 година фигурира во борбата на стримерите, кој во најава ги има The Dropout, која што излегува моментално недела за недела, потоа во најава се The Girl from Plainville, Under the Banner of Heaven, Life and Death. Серија Пем енд Томи е серија која што се емитуваше во рокоденен месец, започна на 2 февруари, а заврши на 9 март, односно Hulu не заразија со 3 епизоди иницијално кои што се појавија на 2 февруари и потоа емитува недела за недела по една 40 минутна епизода, кој ги имаше 8 севкупно во сезоната, што значи дека ви се потребни 5,5 часа за да изгледате во целост. При секоја серија потенцирам дека не сум љубител на прикажувањето недела за недела, посебно не на серии за кои
Нямам со кого да правам муавет, иако за ова имав пријател кој ја гледаше исто кога ја гледав и јас, сепак би преферирал да ја имам сервирана во целосно по слушалник, па јас да одлучам колку сум гладен за да се заситам од нивните згоди и уште поголеми незгоди кои што беа прикажани. Серијата го опфаќа турбулентниот 3-годишен брак помеѓу тапанарот на Мотли Кру Томи Ли и актерката од Baywatch и Barb Wire Памела Андерсон, поточно скандалот кој се разви за време на крадењето и објавувањето на нивните домашни видеоснимки од медениот месец, кој во серијата се прикажани како ошаен обид на неплатениот најмен градежник од страна на Томи Ли да го обие неговиот цев и да го наплати својот труд, но кога ќе забележи дека ја поседува снимката, не може да одолеа да не ја искористи бизнис можноста за незината дистрибуција при зачетоците на интернетот. Уште во 2018 година беше најавено дека Сет Роган и Еван Голдберг ќе ја продуцираат серијата, што за жал значеше дека Джеймс Франко ќе ја режира и ќе го глуми Томи Ли. Не благодарам, така што во 2020 година Франко го напушта проектот и Hulu си го купуваат и ангажираат Крейг Гилеспи да ја режира, односно човекот кој ги има сработено Lars and the Real Girl, I, Tonya, Cruella е негов, така што кој е соодветен избор за оваа биографска лакрдија. Не можам да опишам колку сум презадоволен од изборот на Себастијан Стен да го глуми Томи Ли, кој е експлозивен во секое негово појавување во кадар. Тој е приклучен на 11 од 10 во секоја сцена, без разлика дали и соопштува на Памела дека ја сака најмногу од сосот или пак се кара со неа, односно е во постојана кавга и фрла масини собата. Едноставно тој канализира неговата енергија на секаде, без разлика дали е за тапаните или не, што сметам дека беше одличен квалитет кој го донесе Себастијан во улогата и да развие кај мене нов респект кон актерот и да ви го препорачам во улогата на убиецот во хорор филмот Фреш, например, кој што со кој што исто така е актуелен. Очигледно дека манијакалните улоги се погодени за романецот. Лили Джеймс од Пепелашка и Даунтон Еви доаѓа до Памела, но страшно е колку многу личи всушност на Памела. Се разбира, се однесува компарацијата во поглед на низиното лице, не на низиното тело, зашто се разбира дека мејкапот делот се изнаработиле и да го тетовираат Стен и да ја облечело бодисут Лили, за да наликуваат на саканите ликови. Важно е дека и двајцата личат на екстравагантниот пар и одлично го доловуваат преценивниот маниризам. Третиот играч во овој нељубовен триаголник е Сет Роган, кој оглуми неплатениот градежник кој ќе се одмазди на арогантниот Томи, со тоа што ќе му ја украде и објави видеоснимката од неговиот меден месец. Неговиот лик се соочува со грижена совест од направениот чин, посебно кога ќе согледа каков удел ќе има злоделото, посебно од како ќе ја инволвира и мафијата или хварите во дистрибуцијата, а Нико Ферман ќе глуми негов партнер дистрибутер кој штом ќе сгусне, ќе си ги земе парите и ќе си замине за Холандија да се издува, што би се рекло. И да не заборавам, Джейсон Манцулкас е гласот на пенисот на Томи Ли, со кој си има Томи Ли една заемна диалошка сцена, кај што се разубедува која жена треба да биде освоена од негова страна. Со оглед на тоа што кретенот има навика да се пофали дека е грк на среден ноќен клуб, само за да ја импресионира Памела, која во дадена ситуација насреде вечера ќе ја нагозби со пита со спанаќ и јадењето на вечерта ќе биде мусак. Мислам дека само поради овие неколку сцени доволно е да ја изгледате серијата за да согледате за што всушност станува збор вреди. Таа повеќе и поради натежнувачките мелодраматични сцени во средиштето на сезоната, меѓутоа прекумерената глума на актерите е повеќе од потребна за доловување на овие предсе специфични улоги кои што се зададени. Секако не смее да се изостави падот на популарноста на гламот и експанзијата на гранџот во 90-тите, кога Сиетл ќе биде новиот Лос Анџелес, без разлика на тоа колку на Томи Ли не му се допаѓа, гранисано со посетата на намрштените гранџери на свирката на Мотли, или пак бркањето на Мотли во друга просторија на снимање за инди бендот со еден хит да може да снима во нивната, во студиото. Серијата дава коментар за губењето на чекорот со времето и очајната потреба на Мотли да се залепат за трендовите,
против кои нема да може да се борат, но народот веќе ќе ги стави во еден фах од кој нема излегување. Серијата се базира на артиклот Pam and Tommy, The Untold Story of the World's Most Infamous Sex Tape на Аманда Чикаго Луис, објавен во списанието Rolling Stone. Уште еден потват за заобиколување на дозволата за екранизирање на животите на актерката и музичарот, кои секако дека не се задоволни со начинот на кој што се прикажани во серијата и би сакале од нивна призма да биде прикажан случајот со цел да имаат контрола врз наративот, да го контролираат доживувањето, но како и самата видеоснимка нема да може да го контролираат мнението на аудиториумот кој ќе посегне по неа, без разлика дали им се допаѓа или не. Томи Ли немал проблем со серијата, за разлика од Памела, барем не толку голем, што уште еднаш докажува дека рокерот колку толку може да се носи со поигрувањето со неговата персона во медиумите. Не е таков случајот со Памела очигледно. Покрај тоа што се славни личности кои очено сакаат да останат славни поради нивните успеси од минатото, ова серија дава и коментар на општеството на спектакл наспротив воајеризмот на аудиториумот, пред се во подемот, односно во растот на интернетот, кај што се изнаоѓа задоволство од шпионирањето во туѓата интима, само за да може да се симнат звездите од небото кои што се подигнати од страна на народот и да се поистовети обичниот смртник со нив. Односно, популарно наречениот краб менталитет кој што го негуваат и американците, меѓутоа и ние си го практикуваме во нашата држава. Но и ова е пред се првиот популарен скандал помеѓу славен пар, кој што денес е рутина во жолтиот печат и е синоним за секој љубопитен сеирџија кој што би бил заинтересиран од оваа страна на, односно од овој аспект на шоу бизнисот. Од мене оваа серија има 8 од 10, препорачлива е за сите кои што се заинтересирани да погледнат зад завесата на славните артисти, кои се синоним за 90-тите, не со нивните уметнички дела, туку со нивната домашна видеоснимка. Серија без рестрикции, како што треба, па ако ви се допадна филмот за Мотли Кру на Netflix, нема со што да не уживате и во оваа глупост на малиот екран, која најелоквентно го доловува концептот на секс, дрога и рок-н-рол кој што го има во изобилие во оваа серија. До крајот на емисијата ќе слушнеме уште една композиција, на Six Thunder ја слушаме композицијата на True Enemy, а потоа ќе преминеме на бендовите Saturnist, Mount Desert, Doglord и ќе завршиме со Deadbell, односно слушаме музика која што се наоѓа на нивните нови студиски албуми. А вие го слушавте 71-то издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме квалитетите и недостатоците на Joe vs. Carol и Pam and Tommy. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени. Чао, чао.